Мојата денешна гостинка е една навистина интересна и инспиративна личност која што ќе ви помогне да погледнете надвор од кутијата и да размислувате надвор од логичките рамки. Станува збор за Јасмина Арсова, енерготерапевт кој што работи со клиенти на повеќе техники кои што имаат за цел да ги исцелат сите проблеми и да понудат помош и решение за сето она што ви создава дилеми. А за какви техники станува збор и што впрочем се случува кога ќе посетите енерготерапија, ќе дознаете во продолжението. Јасмина, ти благодарам што ја прифати поканата да бидеш гостинка во емисијата Мој збор. Имено јас долго време ги следам и твоите активности и твоите објави и наидов на социјалните мрежи една многу интересна објава која што се однесуваше на терапија која што се користи на далечина. И ти ми предложи вчера тоа да го пробаме и можам да ти кажам дека на прва јас бев скептична. Си викам каква е оваа терапија на далечина, како може тоа да функционира. И како што бев неверник, потоа решив да дадам шанса на методот што се користи, што се употребува. И навистина бев пријатно изненадена, толку ме опушти, толку ме релаксира, некоја топлина имав цело време низ телото и дури успев да заспиам. Од толку голем набој и напнатост, на крај успев да заспиам. Што се случува и какви терапии ти работиш? Да, здраво Магде. Драго ми е да јас намерно настојував да речеме да пробаме една од тие техники, односно ете на далечина да направиме. Како би знаеле тоа во пракса, затоа што ние можеме да зборуваме се што додека тоа не го почувствуваме, тогаш нема да знаеме. Но ми е драго што го прифати сето тоа, затоа што во принцип тоа беше реконективно исцелување. Една од практиките за кои што јас сум сертифицирана, тоа се пракси кои што се во принцип години и векови, би рекла, дека тие сите пракси се внатре во нас, меѓутоа ете некои доктори, некои инструктори, луѓе кои што тоа направиле да може да е достапно за сите, односно да разбереме дека сите имаме некоја исцелителна енергија и некое наше енергетско поле. Тоа вчера што се случи беше тоа што јас како терапевт имав можност да влезам во твоето биоенергетско поле, еве да речеме биоенергија, ки луѓето е како поем, да речеме, нели, попознато и поете може да го восприемат. Ние вчера влеговме во твоето биополе, јас не сум ништо посебно, освен само конектор и конвектор некој на енергија, каде што мене ми беше потребна твојата локација, каде се наоѓаш, името и презимето, некогаш дури тоа и не е потребно во исклучителни ситуации. Да тоа го направиме, да јас преку тие алфа и тета бранови, да твоето тело, односно влезам во твоето енергетско поле и со помош на твојата енергија, односно и универзалната божествената енергија, кој како сака нели може да верува дека ние всушност правиме баланс на нашата енергија. Односно, ние самите со себе треба да влеземе во баланс и кога ќе влеземе во баланс, тогаш ни доаѓа и смирението, тогаш ни доаѓа и да се опуштиме и да се одмориме, а веднаш после тоа да бидеме и малку посвежи, односно посвежи сме и посмирени кога сме веќе во некаков баланс со себе. Така, значи вчера објасни и за гледачите и мене ми објасни сега што се случуваше. Работевме техника на далечина, меѓутоа ти работиш и некои други техники, можеме да ги споменеме и тие и семените констелации и некои други техники. Може, например, да ни ги наброиш и да ни кажеш како ти како терапевт пристапуваш, која е целта и што треба да поправи целата таа терапија, затоа што јас морам да го споменам и да го споделам со гледачите и моето лично искуство сега што ти го кажав. Тоа е навистина може да се почувствува и само да се почувствува, тоа не може да се поими со разумот и затоа е, например, можеби и тешко вака со логореја, со зборови
прави да го објаснам, меѓутоа енергетски стварно се чувства присуство на некоја енергија која што ти доаѓа како на некоја сила која што регенерира. Буквално јас се осеќав како да ми се регенерираат органите и како да ми се таргетираат тие слаби места во телото. И бев навистина изненадана и тоа ме заинтригира понатаму да слушнам од прва рака од тебе за оваа тема, а понатаму здравје Боже и да ги работиме тие терапии понатаму. Па тоа е всушност она што го кажавме, реконекција, поврзување со самите себе, поврзување со енергијата, со божествената енергија. Например, јас сум верник, меѓутоа имаме луѓе кои што не се верници, меѓутоа веруваат дека сепак постои нешто многу поголемо и нешто што е над нас. Сите веруваме дека освен ова тело кое што ние го имаме и оваа душа, дека постојат, нели, како што ги зборуваме чакрите, над чакри имаме душа, над душа, повисоко јас. И сите тие работи ние кога ќе ги поврземе и кога ќе ги добиеме во баланс со себе, доаѓа и баш тоа исцелувањето. Овој тип на енергии всушност се толку многу интелигентни, да би кажала, затоа што одат по меморија и толку многу се интелигентни што ние како луѓе не мора да им дадеме некаква намера. Има одредени техники на кои што треба да им дадеме стрикна намера. Да се исцели тој дел, да се направи тоа и тоа. Имаме канали, например, отварање на градител на новото тело, каде што отвараме канали, одредени органи, дебело црево, срце, плуќа, црниот дроб или што и да е, бубрези, се едно. Меѓутоа имаме тип на енергија, особено реконекцијата, многу ја сакам, затоа што ние не треба апсолутно ништо да ја кажеме што треба таа да направи, туку таа си оди самата. Толку има добра фреквенција, толку има добра интелигенција, да она буквално ние на она несвесно ниво, лесно е кога ние свесно знаеме што ни се случува и можеме да го решиме, меѓутоа што правиме со делот на несвесното? Тука се поврзуваме со делот на семените констелации, каде што велиме, нели, пази што први ќе се случи до 7 колено. Всушност во семени констелации ние сваќаме дека сето тоа може да отиде до 15 колено, односно многу подлабоко, би рекла, сето дело додека тоа не се разреши. Дали е одредена траума, дали е одредена неправда, дали е одземено достоинство. Јас, например, како терапевт, во принцип сакам сето тоа да го искусам првично и да го доживеам од свое искуство, па потоа да го пренесувам на луѓето. И во семени констелации, ќе кажам дека сето дека не се одреди нештото и додека не се утврди, додека тоа не се расчисти, како што некои викаат црната овца во семејството, ние во семените констелации викаме дека тоа е најхрабриот човек кој што ќе одлучи да го прекине, да ја прекине таа траума, да ја исцели кај некој предок кој што ние појма немаме кој е тој предок, меѓутоа тој нешто направил и тоа понатака велиме судбина е, нели, оди од генерација на генерација, дали се тоа наследни болести, дали се тоа чувства, дали е може да е било каква емоција, например, не се чувствувам доволно сигурно, немам доволно женска енергија во мене, иако сум жена, имам чувство дека јас се морам сама да правам. Имаме, например, каде што имаме чувство дека мораме се цело време нешто да правиме, или јас ќе кажам пак моje лично искуство и со мојата сестра имаме почна да се појавуваат симптоми и ситуации на болести каде што прво мене ќе ме фати, кај мене тоа малце некако ќе се исцели, нели, на енергетскиот дел, бидејќи јас долги години работам на себе, меѓутоа приметуваме дека тоа од кај мене оди кај сестра ми. И работевме на семејна констелација каде што сестра ми за прв пат се реши да присуствува на моја работилница и работевме на една тема со здравјето, со гушењето и со сите тие работи, од каде може тоа да дојде. И излезе дека доаѓа од некоја наша прабаба,
Таа мене веќе втор пат ми се случува во констелација. Јас, иако сум терапевт, на себе имам направено преку 30 констелации. И таа баба веќе 2 пати излегуваше, и се појавуваше дека има голема лузна, дека е голема крупна жена, а ние во принцип сме сите ситни. Јас имам лузна на десната страна, меѓутоа тоа никогаш не поврзано. За на крај во констелација и после тоа кога го прашавме татко ми дали познава таква жена, нека јас поима немам, не знам дека сме имале такво нешто, нити некаква слична ситуација. Да пред неколку дена, они одеќе на гости кај мои роднина, кои што почнува самиот да им раскажува за наша прабаба, која што била комита, која што имала лузна, која што, предпоставуваме, ги доживеала сите тие работи. На таа прабаба наша, била комита, таа правела, па и не само таа моја, него на сите на овие простори биле војни, биле силувања, биле одземени достоинства, биле исфрлени некои лица. Меѓутоа во универзумот имаме некои закони каде што викаме се додека таа правда или неправда не се исправи и не се врати правото и достоинството на сите тие, дека сето тоа ќе тера. Во семејните констелации токму тоа го гледаме и кога тоа ќе го направиме, настанува исцелување. Ако е физичко веќе, да речеме, ако станува збор за аутизам, за епилептични напади, за шизофренија и за некои веќе работи кои што веќе се земале замав или некоја сериозно наследна болест, меѓутоа ние во тој момент можеби ќе ги намалиме тие симптоми нивни на оние кои што се живи, меѓутоа со враќањето на правдата на оној дел на оние кои што веќе заминали, оние кои што ние физички не ги познаваме, енергетски кога сето тоа ќе го направиме, настанува прекин на сето тоа. Веќе во наредните поколенија тоа нема да оди и нема да се пренесува. Туку јас би рекла дека оние лица кои што сето тоа ќе го доживеат, ќе го осознаат од каде доаѓа и кога тоа ние енергетски ќе го возвратиме, ќе вратиме правдата, ќе го вратиме балансот, ќе вратиме хиерархијата и прифаќањето и признавањето на одредени личности во системот кои што ќе влезат во нашата семена констелација, што не мора да значи дека се тоа лица кои што се само поврзани во семејството. Во констелација може да ни влезат сите сексуални партнери на нашите предци, може да влезат наши доктори, може да влезат наши детски љубови, може да влезат наши пријатели, сите оние луѓе на кои што ние на некој начин или тие нас ни направиле некаква повреда свесно или несвесно, или ние на нив. И кога сето тоа ќе го исправиме, веќе тоа нема да оди понатака на генерациите. Така да баш има интересни моменти, да. Во нашата средина мислам дека постои голема предрасуда околу тоа ако нешто не е прифатено во академската заедница, ако нешто не е воведено во формалниот систем на образование, ако нешто не го контролира државната апаратура, дека тоа е нешто кое што е сомнително. Дури некои луѓе користат да кажам ставови на црквата дека со такви работи не треба да се занимава затоа што се мешаме во волјата и во плановите Божји. Меѓутоа, ајде баш сакам на тие луѓе кои што настапуваат со такви предрасуди и не сакаат да учествуваат или да ги пробаат тие техники, да им објасниме што впрочем тука се случува и дали имаш во твоето искуство некој таков случај што дошол со гард човек, меѓутоа потоа кога ги почувствувал сите бенефити од самата терапија, впрочем и сватил дека станува збор за нешто што е многу посуштинско и многу подлабоко и го прифатил на крајот како пракса. Да, баш би се фатила за оној дел дали се мешаме во волјата на Бога. Напротив, јас би рекла дека ние воопшто не се мешаме во неговата волја, туку напротив, јас сум верник, православна христијанка, меѓутоа во делот на шаманизмот кој што го работам, прифаќаме дека тука нема ограничувања,
дека не сум јас таа која што ти за да дојдеш кај мене на терапија, дека јас тебе треба да ти дадам ограничување и да направиш одредени работи, туку баш напротив ние да видиме од каде сето тоа доаѓа и баш да ја следиме волјата на Бога, дека сме имале ситуации каде што, барем јас лично, каде што луѓе ќе дојдат, можеш ли да ми направиш тоа? Не, јас не можам ништо да направам апсолутно и во твоето исцелување, јас сум тука само вратар. Јас сум тука само потпомагател, односно да баш тебе те поврзам со таа енергија на Бог, на универзум, на некакво божество. Секој еден од нас, нели, веруваме дека има повисоки сили, ако веруваме во тие повисоки сили, тогаш ни доаѓа ова исцелување, а ние сме баш тука, ние тоа да го поврземе. Напротив, би рекла дека јас откако се бавам со овие техники почнав многу подобро и подлабоко да ја разбирам и религијата, не само нашата, туку било која религија, подлабоко и посуштински да ги разбирам и оние 10 Божји закони, не кради, не лажи, не осудувај, нема его, баш е тоа делото и во семејниве констелации сега што го зборувавме, не лажи, не кради, не прави лошо, се враќа до седмо колено, не, тоа ќе се враќа се додека не се исправи неправдата, така да јас би рекла дека апсолутно нас сите овие техники не поврзуваат поблиску, дали е тоа до Бог, до религија, до некаква повисока енергија, затоа што сите овие техники всушност прават да ние станеме подобри луѓе. Затоа што јас во минатото кога работев 20 години туризам и каде што бев под разни влијанија и луѓе и во материјалниот свет и туѓи одговорности, нели се, јас го немав мирот во себе, јас го немав здравјето, јас немав ништо. Меѓутоа, откако решив да ете прво заради себе, заради своите лични искуства, да јас ги пробам овие техники, мене после тоа животот сега ме натера да јас буквално ја живеам и Библијата или ги живеам тие некои универзални правила, јас би рекла, не се само Библија или еве Куран или Багават Гита или било што. Јас во сите тие работи, во сите тие Божји храмови сум влегла. Например, ние имаме клањање, имаат и исламот, има и во Багават Гита, значи сето тоа е поврзување со некаква повисока цел и повисока енергија. А што е поврзување со Бога? Кога ние ќе бидеме во согласност со себе. Сите овие техники прават да ние бидеме во баланс со себе, затоа што ние живееме во дуален свет. Ни се двој духот и ни се двој она телото и она сегашното што очекува околината од мене. Меѓутоа, што очекува мојата душа од мене? Која е мојата цел? Да не правам лошо, да бидам добронамерна, да бидам љубезна, да бидам во мир со себе, тогаш ќе го имам јас и здравието. Тогаш и тие кои што се околу мене ќе им давам убава енергија, а нема да им биде ова е негативно и ме напнува и не ми е добро, него треба да ни е пријатно. Тоа е за мене религијата и за сите нас. Така да кога ќе дојдеме во баланс со себе, тогаш ќе бидеме во баланс и со здравието и со сите луѓе, оние кои што се паразитски енергии, луѓе кои што не се влезени во балансот со себе, тие воопшто и не ни требаат, затоа што ние најчесто имаме влијанија од другите, а не дозволуваме да го почувствуваме нашето внатрешно влијание. И кога ќе имаме нашето внатрешно влијание, што нашата душа навистина сака, и кога јас или Магда или кој да е ќе го прави тоа што навистина ни треба и ни е убаво, а не верувам дека не постои човек кој што му е убаво кога прави нешто лошо, него тука постои некоја траума или нешто што треба да се исцели. Кога тоа ќе го исцелиме, јас верувам дека светот ќе биде многу поубаво место за живење. Дали можеш како терапевт да препознаеш кому му е потребна твојата помош? Обично се верува дека за оние
професии кои што се занимаваат со душата и со духовноста, точно луѓето кои што се стручни и професионалци можат да оценат преку скриени некои пораки кои што ги испраќаме преку нашето однесување, точно може да проценат што е тоа што ни недостига и на кој начин да пристапат за да го решат тоа. Дали кога ќе погледнеш, дали ти се случува кога ќе погледнеш човек веќе да знаеш што му недостасува и што треба да се направи понатаму? Да, како терапевт можеме да приметиме, меѓутоа исто јас како терапевт одам по тоа дека за секој терапевт има клиенти, за секој клиент има терапевт. Многу често ми се случува да седам во просторија и да, ете така, направам некој скен и точно знаеш на некој човек што му треба или од каде тоа доаѓа. И се случува да буквално кај некои луѓе да го видиме и делот и дури да што ти се случило тебе на 5 години или што се случило, каков е твојот однос со родителите и прво ќе кажат мене ми е супер. Ајде да отидеме малку подлабоко. Така да, тоа ни се случува и кога тоа ќе се случи, меѓутоа пак ќе кажам, одбираме начин затоа што се гледа дека некои луѓе воопшто не се спремни и тогаш во тој момент ти само ја добиваш информацијата и само си кажеш нека е жив и здрав, ќе си дојде времето. Има луѓе кои што се отворени, оние кои што се отворени многу полесно доаѓа исцелувањето, меѓутоа пак ќе речам, барем во моето верување, моите убедувања, јас не почитувам да сега она што јас ќе го приметам кај тебе да дојдам и да ти кажам слушај сега тоа се случува. Барем во моите пракси јас верувам дека и не треба тоа да го правиме затоа што некои луѓе не се секогаш спремни. Јас како терапевт многу често знам и да одбијам луѓе и да кажам не си ти сега спремен за таа терапија или да кажам тебе не ти е дојдено до терапијата, туку ти е дојдено од чиста љубопитност или ете некогаш кога имаме оние бесплатни, нели, ќе дојдат чисто да видам што се случува и најчесто тука не доаѓа исцелување. Исцелувањето доаѓа кога ние како терапевти тоа ќе го почувствуваме, меѓутоа кога тоа вистински луѓе тоа ќе го почувствуваат и кога ќе го направат тој момент во вистинскиот момент и во вистинската ситуација. Џабе јас сега да дојдам, јас ќе правам. Јас на мојата мајка имам направено само 2 пати до сега. И тоа ја имам оставено во ситуација, баш пред некој ден самата дојде. Може ли малку само да ме допреш? И јас викам, сакаш да ти направам терапија? Не терапија, само да ме допреш. Така да имаме одредени ситуации, луѓе и секогаш, ако си вистински терапевт, па дури еве како клиент, навистина ќе почувствуваш во одредена ситуација дека тој еден човек навистина ти треба и тој тогаш ќе се појави. Нема случајности, никоја работа не се случува случајно или не се случува затоа што ете така нешто, него се случува во вистинскиот момент и работата е сето тоа да го препознаеме, да го направиме баш во моментот, затоа што еве јас сум терапевт за одредени пракси, 15 енергетски пракси плюс уште неколку други. Јас во одреден момент моите пракси не можам сама на себе да си ги применам. Јас се јавувам кај мојот ментор, се јавувам кај мои колеги, колешки, некоја друга пракса да испробам во тој момент, така да се чувствува и само треба, знаете како, телото нас ни кажува како треба и што треба и тоа ни кажува кога треба да кажеме не или кога треба да кажеме да. Најпрво треба да си го слушаме овој дел тука, затоа што ова е главниот мозок, а потоа да го вклучиме ова тука. Меѓутоа, овој аналитички ум работи според сето она што нашето тело ни го дава како знаци. Кога тоа ќе го научиме, тогаш ќе научиме
еве и без да сме терапевти, уствари ние сите сме терапевти сами на себе и можеме да бидеме. И можеме да бидеме и на другите, меѓутоа само треба да бидеме во баланс и во склад со себе, да малку се исклучиме од тој материјален свет, да се насочиме кон вистинските потреби и да не правиме постапки кои што мислиме дека треба, туку да буквално се водиме тука што треба јас тука да направам и тука ќе почувствувам и тогаш ќе знаеме. И еве, ти како мајка, исто ќе приметиш детето кога нешто го боли, бара рацете да ги положиме, така да веќе енергијата ја имаме ние во нас, само треба да ја насочиме и да ја канализираме правилно, а не да ја злоупотребуваме или да ја игнорираме. И со игнорирањето правиме одредена злоупотреба. Ти благодарам за овој убав разговор. Благодарам и на тебе. Постојат многу работи кои што нам ни се нејасни и не можеме да ги перципираме со достапните сетила и можеби мозокот и разумот не ни нудат доволно концепти и јазични објаснувања, се со цел да ги разбереме работите што ни се случуваат, но никогаш е доволно само да се препуштиме и да веруваме кога тоа нашето внатрешно сетило ни го кажува и имаме убаво чувство дека треба да се препуштиме на новите промени. Го следавте мојот денешен разговор со Јасмина Арсова, енерготерапевт, а јас ви закажувам повторна средба веќе следната недела со нови теми, нови гости и нови содржини. Се гледаме тогаш.